Неговиот татко му рекол: "Јас ќе направам се за да си го оствариш сонот." Стигна до Њујорк, ама ќе рече: "Њујорк е град кој лесно завидува, а тешко се освојува." Отворено и искрено, неформално со Владимир Василевски Четкар. А кај стигнавте вие во Њујорк? Тоа не ми кажавте сега. Нема да ме прашувам колку пари заработувате, тоа е ваша работа лична. Но дали можевте потоа да викате: овде сакав и овде живеам сега"? Њујорк е место кај што буквално е најтешко да живееш и да опстоиш, посебно како музичар. Значи, јас живеам во Менхетен од 2007 година, крајот, во Вест Вилидж, во срцето на Њујорк, како музичар, како уметник. И јас сум единствен уметник во зградата и во малата кај што живеам. А порано тука живееле Џими Хендрикс, на истата улица, Гров Стрит, Џон Ленон, и тука живее еден период пред да се префрли со Јоко Оно во Централ Парк, таму кај што и го за жал го убија. Сакам да кажам, времењата се променија, значи многу потешко да опстоиш како уметник на такво едно место кај што кириите се несватливи. Несватливо високи. Конкретно повисоки од сите места. Њујорк не е најскап град во светот, меѓутоа киријата во Њујорк е најскапа, поскапа и од Лондон, и од Токио, и од сите други метрополии во светот. И тоа е тоа што мене ме прави горд. Јас живеам таму цело време, обстојувам како уметник, свирам во најдобрите клубови, што некогаш сум сонувал да свирам, како Iridium, Blue Note, а не само во Њујорк, него Вашингтон, Blues Alley, Бостон, Регата Бар, Scholars, Холивуд, Sunset Boulevard, Каталина Jazz Club, цела Америка, буквално. Јас кога се вратам назад, сега тоа е многу, меѓутоа пак е ништо, бидејќи нонстоп треба да работам, нонстоп да одам напред. Јас не живеам во минатото, морам да одам напред, за да стално нови работи се случуваат. Еден пријател ми кажа, вика: "Владко, кога ќе мислиш дека ова ти е целта да свириш во Blue Note и кога ќе свириш готово, сите проблеми ќе ти се решат во животот. Ти ќе завршиш настапот како и секој друг настап." И после шо? Потоа мора нешто ново, нов предизвик, нова цел, да. Четкар, сте рекле дека ги сакат оние мали плажи, се враќаме сега во Охрид, односно тука сме, па зашто да не позборуваме и за него, мали плажи таму никаде кај од Заум, кај од до Свети Наум, во тој дел, во тој предел. Сите што сакате да се осамите и тоа да биде момент за вас. Велите, таму се гледа се, таму е сјајот, таму е се, таму си сам и свој газда на целото езеро и на целата убавина. Па јас и Охрид ко место го доживувам, не е Охрид и Бица. Па луѓе да иде на журка, убаво е да си направиш еден кејф, една забава, ама место е кај што е многу мирно и самиот факт дека целиот овај природен сетинг, да кажам, со езерово и планиниве, постои веќе над 1-2 милиони години, е нешто што е трајно или вечно за нашите кратки животи. И мораме да не можеме да не се поврзиме со тој мир и да го доживееме како затварање во себе, во своите длабочини. И така јас го доживувам Охрид. Кога одам Заум, што спомна, или било каде после градиште, после тој дел кај што се малечки плажиш, или Лабино и Варош, и таму се стварно магични делови, и Струга има многу убави делови. Поентата ми е, таму си се затвараш во себе си и тогаш сваќаш колку длабоко можеш да размислуваш, да се преиспиташ, да видиш кај си сгрешил и да ако си живеел површно до еден момент, то може да го така промениш. И не сум љубител на гужви, на многу народ. Ако сум музичар, не сакам многу гласна музика. Да. Бидејќи и тоа е, да кажам, и тоа е професионална деформација, доста ми од гласна музика. Ово дека врапчиња, штурци, бран, и тоа е музика. Малце си слушаш тука, си се смирвиш. И така да мислам дека секој кој го доживеал Охрид, како што сега го кажам, да оде од Заум, Свети Наум, Калишта, низ црквите, низ било како тој мир таму, поќе ќе го сакате Охрид. И поќе ќе го досети него ли дојш само на журка и на музика. Подготвен сте секако вие за освојување на овој третиот свет, ама што правиме 6 месеци? Тоа се многу време или не е многу време вака кога се работи? 6 месеци. Со одење со вака или така? Не е со престојување таму? Не би ни можел така нешто да направам. Многу е тешко, бидејќи имам врски тука и во Њујорк. Мораме се враќам напред. Фестивали, клубови, Кина, Јапонија, Јужна Кореја, Тајланд, Малезија, Индонезија. Да.
И Камбоџа, и Кореја, Јапонија. Значи целиот тој далечен исток, тој е еден проект кој долго време го подготвував, бидејќи први ги направив првите чекори пред 3 години не цели во Јапонија, кога ми се издаде музиката преку P-Vine, преку PPQ. Таму 10.000 примероци. Таму 10, добро. Се испечати прв пат во таков физички тираж, бидејќи тоа се единствените земји каде се уште постојат продавници како Tower Records, Virgin Records, за разлика од Западна Европа и Америка, каде што се затвори све, премина во дигитално продавање на музика. Јапонците, Јужна Кореја и цела југоисточна Азија, за разлика, се уште обожаваат да имаат физички средиња врака. Без разлика колку се технолошки напредни, за нив ако нешто можеш да осетиш врака, да е како побитно, поголемо значење. На моје особено задоволство, особена среќа, тие направија прекрасна дистрибуција со промоција ни сите Tower Records и тогаш и печатеа и тука и медиумите објавија, имаш уба и билборди со... Башка ми се случи тоа, да бараат автограм, да бидеш звезда, да... Па добро, тоа е, како што спомнавме, тоа не е поп, него тоа е тој... Тој стварно што има мерак за музика. Да, тоа се вистински фанови. Вистински фанови, што ќе те пратат цел живот. How sunny and special you are. For you I am singing and playing guitar. Just made a wish on this traveling star. Меѓутоа, најинтересно е што токму ова музика за прв пат такви цифри предизвика од македонски музичар во тие далечни места, него ли било која поп звезда од овие простори. Ако правиме реално муабет. Пошто тоа, кај сакате можете да проверите. Досега немало дистрибуција на балкански уметник во таков тираж во тие земји. И сега тоа е Јапонија, после дојде Малезија, Тајланд, после Јужна Кореја. Така да тоа све се акумулира на над 20 и повеќе илјади примероци од... Зборувам за албумите, а во компилации уште толку. Бидејќи многу песни се седеа како селектирани од албумот во разни компилации во Азија и на други места во светот. Ама меракот е голем. Јас сакам луѓето да ги инспирирам да во иднина тие младиве генерации размислуваат во кон тој правец, дека така само ќе да работи музика за цел свет, не само за Балкан. За некој дел, за себе, тука, блиску. Точно така. Можда тоа е нормално потешко, секој барат полешен излез, линија на помал отпор. Ова е напротив најголем отпор. Маваш со глата во тврдина. Ама затоа сме луѓе најиздржливи суштество на планетата сме ние. Мораме да издржиме сите препреки. Да. Семест. И не треба да ме прашувам кога многу сте често овде, нели како видите ги полнам батериите тука. Да. Не е тоа лага или не е измислено само или не е, нели колку да кажам тука сум, па затоа сум тука за да се видам со семејството, нели како научен одговор. Туку на вистина се полнат батериите. Што е она што најмногу ви недостига кога сте таму во Њу Јорк, кога сте во третиот дел или третиот свет, како велам, Кореја и така натаму, многу далеко. Па ево сега баш сме тука во кај семејство, ова ми од стриком ми Вила Бисера, од брачет ми Филип го запознавме малце. Прекрасно место, локација, од порано уште овдека си идам, си се инспирирам со така ше доста во планина. Полнам гради. Да, стварно е посебно место. Самиве спонтани моменти кај да застанеш по сокачиња во Варошов се магија. И сите то луѓе со глабина во душава го сеќаат. Кога патуваш, ти не сакаш да одиш само во некој ресорти кај што е све исто како дали си бил во Коста Рика или во Грција или исто. Ќе одиш со локален автобус, да одиш да ги осетиш нивниве обичаи, нивниот начин на храна и сите работи. Ти не можеш да бараш суши во Бугарија или не знам каде, ќе си јадеш типична храна бугарска или било како. Поентава е што луѓето што тоа што го разбрале многу поубаво си поминат во животот. И многу си се како посталожени. И исто така овде, кога дојдам јас сум и кај дојдам јас сум си јас. Не сакам да сум некој друг. Да. Велите джез музика, се слушам, хаус, од тоа се, сол.
но и староградска музика слушате, па ја сакате, па и има тука цели приказни. Многу, точно си кога се собериме фамилиарно или со пријатели, обожавам македонска староградска музика, мислам дека тоа е ремек дело. И мислам дека тоа е на наше и многу мое особено задоволство сега кај да се прошетам по градов и во други градови сум бил, по некоја тајфа се свири македонски староградски песми, на гостите му прават кејф со таа музика, му свирите и нивна музика, дали било српска, турска, албанска, грчка, било како, ама грото и требаме стварно да се трудиме што повеќе староградски македонски да свириме. Пошто туристите за тоа дошле. Туристите не дошле овдека да бидат ама откако што дошле него, ќе му направиш кеф со една-две-три песми, ама на крај ќе уживаш во македонска музика, македонско јадење и во нашава култура. Така. Пријатели, колку пријатели имате? Пријатели, познаници многу. Познаници различно од пријатели или во исто? Па, сите луѓе мора да ги гледаме како да кажам како нормално сите познаници како добронамерници. Така ги чувствувам. Или се добри или се лоши. Така. Иначе не ги пријатели. Не ги познаваш. А пријатели имам многу од детството што сум учел заедно, тука си се дружиме и тие веќе ги чувствуваш и ко фамилија на некој начин. И иначе што поќе патуваш, видиш дека исти се луѓе, истите потреби, секој сака да му е фамилијата здрава, секој сака да е фамилијата да се најдена заедно, да се. И кога ќе видиш со секој може да се зближиш на тој примитивен начин, позитивен примитивен начин, едноставен начин. Сите се исти луѓе и кај да одиш, хуманиот фактор мораме да направиме да доминира. Да не мислиме дека некој е посебен од некој друг. Никој не е. Стално луѓето што мислеле дека се попосебни од другите, тоа било мајка на сите проблеми. Вака, ако се респектираме еден со друг, ама првенство да се респектираме самите себе, тоа е приоритет, тогаш јас мислам, има поубав мир, ќе се разбираме со соседиве, со меѓу себе и тоа ми е мене. Тоа е најважно. Да, најбитно. Велосипед. Има тури кои што си ги правите за своје лично задоволство. И тоа е повторно некаква карпа која што треба да се... Да, тоа е нешто што фактички јас многу пати да си даваш своји некакви повисоки цели. Точак, многу пати размислувам и ќе планирам во глава моја. Морам да имам нешто како некаква промена, брза промена. И тогаш немам, со никого не разговарам, сам сум со себе и најпред ќе можам да работам. Добра, ама сега само да не сватат гледачите, тоа не е вака некои лесни тури, тоа се тури кои што да, имам убави тури направено и тука и Америка и Централна Америка, овдека низ Македонија, Грција сум биден повеќе пати, некој пат комбинирам точак автобус, ако сакам многу далеку да стигнам и да возам некој дел. Така да битно е да сега неодамна бев Делфи, памтам Охрид, Битола, Битола, Лерин, со точак после Лерин со автобус до Ламија, Ламија со точак до Делфи, ама по многу убав терен. Ја сакам да искомбинирам, не да возам само напорно да ми е, него сакам да искомбинирам некои интересни зони, да кажам, светски атрактивни места како Делфи, како тие археолошки локалитети кои се стварно нешто што мораме да го видиме еднашка барем во животот. Многу инспиративни, таа енергија таму да ја почувствуваш. И толку ни е и блиско ако размислиме. Луѓе идат од Женем, од 5 континенти, да кажам, за да го видат места, камоли тука ние, до нас ние. И таквија сакам да комбинирам авантура со историја на уметност, да гледам локалитети убави, да храна куба, да уживаме едноставно во тоа што ние стварно многу го имаме во огромни количини во Балканов. И така тури точаци си правам често. Го вртим езерото доста. Го вртите езерото цело? Да. Со точаци, со спијање некој пат, ако сакаш да станиш поградец, да го видиш и тој дел од езерото. Така да, тој е дел голем од мојот живот, сакам да го живам животот активно. You make me feel
другари од средно, велите веќе и од основно, велите исто како фамилија ми се променил Четкар во однос на годините пред да замине во Њу Јорк и пред да стане познат и сега откако доаѓате тука и заедно правите муабет за Петров ден, Петков ден и така натаму, или? Не знам, јас нив да ги прашате, јас мислам дека сум ист. Зашто јас ако се променам, нема да сум искрен кон себе си. Да. Тоа ќе сум самиот себе си нема да може да се поднесам. Ако не, јас мислам така се чувствувате тие што се променати. Само не са... Мислите дека не го кажува тоа, ама... Да, не им е пријатно сигурно. Не им е убаво. Да. Тоа е најубаво да си едноставен кој што си бил. Ако нешто ти пречи, ти го кажеш тој или ќе се повлечиш. Ама да смениш драстично начин на несвење и на да станеш звезда, па да. Подигнеш носот во облаци како велат. Тоа ќе му го оставам на овие реалити шоу звезди и така. Да. Кој сепак кој се ми испратовија да најголемата поддршка, освен што брат ви без да знаете вие бе? Најголемата поддршка татко ми. Татко ви? И мајка ми. Ми ја даде во животот. Што? Со туркање, со совети, со што? Па видите, татко ми од прекар од четкар што ми доаѓа мене и цела фамилија што го имаме. Тој единствено моментално работа четки. Тој е занает. Производство на разни видови четки, од индустријски четки до четки лакови за фарбање, било како да кажам многу илјадници типови. Така дедо ми тоа го започнал, дедо ми Васил покоен, и така да тој прекар остана, меѓутоа тој како занаечија во најтешко време, кога се распаѓаше еден систем кој Југославија, кој беше несигурно и нестабилно, кај што сите родители децата ги заврзеа и рекаа ова ќе студираш. Татко рече јас ова што можам ќе направам све за ти да си го завршиш тој сон. Тоа е нова димензија на размислување, инспирација за сите други родители. Знаете како тогаш немаше помош од државата, немаше ништо што би било слично. А како велите најлесно да кажеш седи ти до мене тука блиску, добро е првото школа најблиску што ни и таму ќе одиш. Како да кажам, секој се знае за себе. Ама јас така сум бил воспитан да бидам пријател со нив. И така да тој е еден колосален напор што татко ми го направи со 10 прсти, со занает. Да мене ми помогни финансиски да се завршам и дипломирам, колку и да мене тие ми помогнаа со стипендија, не беше доволно. Животот е скап. Великовте, да, баш кај што таму е. Њу Јорк. Многу тогаш беше Бостон, ама Бостон не е ефтин, далеку од тоа. Сакам да кажам е една ретка искреност и пожртвуваност на родител кон детето. И толку можам да кажам. Кој дошол блиску до тоа, ќе знае каков напор направил татко ми. Така да најболу сум благодарен нему нормално и на мајка ми како моите создаватели и на Господ нормално. Да. Што ќе се случува на 3 август? 3 беше? 5 август ќе направиме голем концерт во хотел Филип. Замираш така моите. Тоа е како фамилија на овој хотел, објект од кој го води братчет ми Филип. Меѓутоа направивме лани на 8 август. Тој е еден летен джез евент кој навистина беше толку убав со покрај базенската тераса, базените беа осветлени. За фотографии беше преубаво, на вистина. И со сцената, и со бели чаршафи, и на масите наместени публика, уба задоволна. Ние се чувствувавме пријатно кои изведувачи. Настапив со секстет, ќе настапам овој пат со Филип Стевановски на тромбон, Виктор Филиповски на тапани, Дионис Стратров на бас, Бобрислав Веселинов на тенор саксофон, Демир Кантуровски на труба. И со таа екипа која е Македонија во мало, некој си од Куманово, некој си од Берово, некој си од Скопје. Како се спојувата? Треба енергиите да се спојат? Како? Што е потребно во таа? Мора да има филм тука, така мора да има енергија. Потребно е да имаш убава, прво да се професионални музичари, кои се способни да свират, импровизираат, кои да читаат ноти. Така, да читаат ноти, да се навистина на светско ниво. Меѓутоа потребно и да се професионалци од аспект на прецизни, доследни, позитивни, како што реков со ентузијазам секој проект да го прифатат, пошто јас работам све од срце и искрено. Ако осетам дека некој нема ентузијазам, одма најдам друг. Продолжувам. Тоа е мојата тајна фактички. А како да го кажувате или му велите само мислам дека не се наоѓам? Не му кажам ништо, само толку имаш ти многу музичари што чека да свират со љубов музика
што мене Или тоа ми е треба потребно. некој што бара само колку ќе заработи на крајот на денот. Така е, мораш да ја сакаш музиката. Ти можеш да си прекрасен музичар, ама да не ја чувствуваш таа музика како што треба. Јас едноставно сакам да сум обкружен со луѓе што даваат 100% кога свират со мене, бидејќи јас давам 100% за нив и за мојата музика. Посебно бидејќи знам колку е мъчно да обстојуваш низ цел свет како уметник, самостоен уметник и да работаш со своја авторска музика и да не правиш никаква политика, него да си искрен кон тоа што го работаш. И веќе за мене за тие работи немаат компромис. Како што за некои други луѓе немаат компромис во, не знам, во спорт или во било кај кој да го правиш, за мене за тие работи не. Мора да се луѓето позитивни бидејќи јас знам каква жртва сум направил и сакам мојата музика да го добие најдобриот третман.